видиме сега што се случува. Некој се жали на повреда од екипата на АРМ. Се уште е резултатот 0:0, навистина цврст надпревар. И да видиме сега што ќе се случи, дали ќе има пенал. Судијата вели не. Нема пенал за екипата на АРМ. Шонтески беше фаулиран. Уште 5 минути до крајот, резултатот се уште е 0:0. И да видиме сега во напад. Одлична игра и на двете екипи. Присутните задоволни од играта. И да видиме сега одлична шанса, но нема ништо. Нема ништо. Високо над голот. Одлична можност за екипата на Фагус, но високо над голот беше шутната топката. Еве тоа се гледа и цврстината на фудбалот, на оваа утакмица се гледа на терен. Борбата е голема и на двата тима. По две шанси на овој надпревар и за двете екипи. И Пачарски со одличен шут. Изборува аут за неговиот тим, поточно аут за АРМ. Марио е тука, дали ќе стигне? Сепак аут. Нема уште многу време, има само уште 4 минути. Виктор се обидува, но ја промашува топката. Навистина цврсто се игра. Цврсто се игра, за секоја топка е вистинска борба од страна на двете екипи. Негодуваат играчите и публиката за досудената рака од страна на АРМ. И да видиме сега во напад се екипата на Фагус. Се уште 0:0. Тайм-аут за екипата на АРМ. Остануваат уште 30 секунди до крајот на финалето на работничките спортски игри во мал фудбал помеѓу екипите на ДИК Фагус и Армијата на Република Македонија. Резултатот е се уште 0:0. 30 на секунди до крајот и по некоја шанса и на двата гола. Дали ќе гледаме пенали? Мислам дека да, ќе гледаме пенали. Но ништо не се знае, уште 15 секунди до крајот.
Навистина цврста игра и на двата тима. И најзаслужно на пенали. И така е. Победникот на овие работнички игри ќе се одлучува на пенали кои што ќе се изведуваат за кратко. Нема да имаме можност да ви ги пренесеме пеналите и доделувањето на наградите, бидејќи поради лични обврски мораме моментално да го напуштиме теренот на салата. Ќе ви пренесеме конечни резултати и информации за добиените награди. Сепак задоволни сите. Ве поздравуваме сите од салата Македонски бранители, од преполната сала. Можете да видите. Довидување и се гледаме следната година на работничките спортски игри во Берово, кои будат голем интерес на секаде на истокот од нашата држава Македонија. Ке ве информираме, како што реков, за сите настани исклучувања, за сите доделени награди, за победникот, па се најдобро ви посакуваме на сите кои што го следите порталот Малешнет, од кој што се информирате за сите случувања во Малешевијата и пошироко. Поздрав на сите. И така е, како што најавивме, ова е финалето на работничките спортски игри во мал фудбал за 2024 година, кои што се одржуваат во Берово. Ке се сретнат во финалето екипите на Фагус и Армијата на Република Македонија. Спремно е се, тука е и судијата Неџат, кој што ќе го означи почетокот на надпреварот. И започнува надпреварот, навистина се очекува да биде добар надпревар и уште од првата минута одличен шут на Пачарски. Одлично играат и двете екипи. Екипата на Фагус во текот на овие спортски работнички игри се покажа навистина во добро светло и квалитетен тим, каде што газеше се пред себе, но не треба да заборавиме ниту на екипата на Армијата на Република Македонија, која што сите овие претходни години учествуваше во финалето и имаше неколку освоени први места во овие работнички спортски игри. До сега, да напоменеме дека од екипата на Фагус го имаат и најдобриот стрелец, кој што со 9 постигнати голови до сега се наоѓа на првото место. Ви пренесуваме сегменти од финалето, салата е преполна, интересот е голем и сега шанса за Фагус, но досуден е фаул за екипата на Фагус. Тука можете да ги видите представници од Општина Берово, градоначалникот е присутен тука, како и директорката на Ацо Русковски, гимназијата. Цврста игра и на двете страни. Одлично финале за гледање.
vidиме сега што се случува. Некој се жали на повреда од екипата на АРМ. Се уште е резултатот 0:0, навистина цврст надпревар. И да видиме сега што ќе се случи, дали ќе има пенал. Судијата вели не. Нема пенал за екипата на АРМ. Шонтески беше фаулиран. Уште 5 минути до крајот, резултатот се уште е 0:0. И да видиме сега во напад. Одлична игра и на двете екипи. Присутните задоволни од играта. И да видиме сега одлична шанса, но нема ништо. Нема ништо. Високо над голот. Одлична можност за екипата на Фагус, но високо над голот беше шутната топката. Еве тоа се гледа и цврстината на фудбалот на оваа утакмица се гледа на терен. Борбата е голема и на двата тима. По две шанси на овој надпревар и за двете екипи. И Пачарски со одличен шут изборува аут за неговиот тим, поточно аут за АРМ. Марио е тука, дали ќе стигне, сепак аут. Нема уште многу време, има само уште 4 минути. Виктор се обидува, но ја промашува топката. Навистина цврсто се игра. Цврсто се игра, секоја топка е за секоја топка е вистинска борба од страна на двете екипи. Негодуваат играчите и публиката за досудената рака од страна на АРМ. И да видиме сега во напад се екипата на Фагус. Се уште 0:0. Тайм-аут за екипата на АРМ. Остануваат уште 30 секунди до крајот на финалето на работничките спортски игри во мал фудбал помеѓу екипите на Дик Фагус и Армијата на Република Македонија. Резултатот е се уште 0:0. 30 на секунди до крајот и по некоја шанса и на двата гола. Дали ќе гледаме пенали? Мислам дека да, ќе гледаме пенали. Но ништо не се знае, уште 15 секунди до крајот.
Навистина цврста игра и на двата тима. И најзаслужно на пенали. И така е. Победникот на овие работнички игри ќе се одлучува на пенали кои што ќе се изведуваат за кратко. Нема да имаме можност да ви ги пренесеме пеналите и доделувањето на наградите, бидејќи поради лични обврски мораме моментално да го напуштиме теренот на салата. Ќе ви пренесеме конечни резултати и информации за добиените награди. Сепак задоволни сите. Ве поздравуваме сите од салата Македонски бранители, од преполната сала. Можете да видите. Довидување и се гледаме следната година на работничките спортски игри во Берово, кои будат голем интерес на секаде на истокот од нашата држава Македонија. Ќе ве информираме, како што реков, за сите настани и случувања, за сите доделени награди, за победникот, па се најдобро ви посакуваме на сите кои што го следите порталот Малешнет, од кој што се информирате за сите случувања во Малешевијата и пошироко. Поздрав на сите!